Еве стојам пред вратата и тропам. Ако некој послушне гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Браќа и сестри, Евангелието не носи извештај дека Бог бара за солниште, но и дека нема место за него. Дојде кај своите, но своите не го примија. Бог бара простор во овој наш свет и во нашиот живот. Дали сме подготвени да го прифатиме, да му дадеме место и простор меѓу нас и во нашиот живот. Бидејќи нашиот Бог не може да се заклучи во црквите и не му е доволно да само еднаш седмично поминеме неполн час со него на богослужението. Тој преку пророкот ни порачува: небото е мој престол, а земјата подножје на носите мои. Каде тогаш ќе изградите дом за мене? Каде е местото на мојот спокој? Зашто сето тоа го создаде мојата рака и сето тоа е моје. Единственото прифатливо место што може да му го понудиме во нашето срце. Сигурно на Бог му се мили и црквите. Всушност тие се место што не подсетуваат на неговото постојано присуство меѓу нас. Места каде што се собираме како заедница и каде доаѓаме пред него. Но за Бог е поважно да му дадеме простор во нашиот живот. Во оваа божитно време, црквата не учи да ја живееме нашата христијанска хуманост, молејќи го Бога што нас во своето достоинство чудесно не создаде, а уште по-чудесно не препороди да ни даде дел во божественоста на неговиот Син, кој ја зеде нашата човечка природа. Нека со нашата посветеност и меѓусебното дарување, овој свет биде посветол, потопол и похуман. А тоа ќе се оствари ако едни со други излеземе во пресред, не затоа што мораме, туку од љубов, како што Бог со своето оплотување ни излезе во пресред. На сите христијани, во годината кога посети Христовиот наместник на земјата, светиот Отец Папа, им посакува честит празник Рождество Христово Божи, а на сите граѓани на нашата земја посакувам да ги прати секогаш Божиот благослов и неговата неизмерна благодат, исполнето со радост и мир. Христос се роди.